Како и Никола Груевски, денеска и неговиот кум Зоран Ставревски, сакајќи да се сокрие од јавноста, побара да сведочи на затворена седница на анкетната комисија. Човекот, главен реализатор на шемите "Немаме за леп, а трошиме за чоколадо", Зоран Ставревски, како и Никола Груевски, се плаши од граѓаните, се плаши од вистината. Се плашат од одговорноста за криминалот и корупцијата во последниве 10 години. Многу има за криење Зоран Ставревски. Затоа Ставревски сака да избега, да се сокрие од граѓаните. Еве ги прашањата за Ставревски, поради кој бега и се крие од јавноста, кои што се прашања не само од нас, туку се прашања и од народот и од граѓаните. Прво, дали е ваш гласот на аудиоматеријалите? Дали некој од вашите разговори е неавтентичен, неточен и кој е тој разговор? Второ прашање за Ставревски. Дали во прислушкуваните материјали ги препознавате гласовите на Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски и Сашо Мијалков? Трето, во разговорите велите дека градоначалникот на Битола, Владимир Талески, е криминалец и наведувате конкретни причини за тоа. Како чувар на државната каса, зошто не иницииравте кривична пријава против тоа? Само да ве подсетам, господине Ставревски, и непријавувањето ве прави соучесник во криминалот. Четврто, зошто станот на улица Димче Мирчев го имате купено на име на ваш близок роднина, а не на ваше лично име? Пето, велите дека Груевски ги терал 20 министри Пешевски и Јанакиевски да направат нешто незаконски и да подпишат со кинезите. Во таа прилика, велите дека тој изгубил контакт со реалноста. Можеме да ги чуеме разговорите помеѓу Груевски и Јанакиевски за митото кое го бара од кинезите. Дали бевте информирани дека Груевски и Јанакиевски бараат 16 милиони евра мето од нив? Шесто прашање. Јанкуловска ургирала Заваска Изврлевски да ја отфрли кривичната пријава. На кој начин и со кој контрауслуги возвративте за ова кршење на законот? Седмо, чувме дека МВР набавувал 600.000 евра вреден Мерцедес за Груевски, кој морал да биде криен за да не го видат граѓаните и новинарите. Што ќе изјавите како министер за финансии во поглед на фактот дека Груевски во разговор со Јанкуловска го избрал и победникот пред тендерот да биде готов, па во шифри и вели тоа на М? Осмо прашање. На кого точно мислевте дека, цитирам, ние сме лудаци? Девето прашање. Дали се уште мислите дека трошиме за чоколади, а немаме леп да јадеме? Десето. Дали и зошто на сите оние кои што не ви се покоруваат, им се заканувате дека ќе им го загорчите животот и ќе ги удрите со чекан по глава, како што тоа го направивте со лицето КД, сега веќе поранешен вработен во Министерството за финансии? Ова се прашањата кои што мислевме и мислиме и денеска ќе му ги поставиме на Зоран Ставревски. Во нив нема ништо тајно, нема ништо класифицирано. Токму затоа уште еднаш го повикувам Зоран Ставревски да не се крие од јавноста, да не бега од граѓаните кои го избрале и на кои што им должи одговори. Неговото денешно барање за затварање на седницата покажува дека и тој, како и Груевски, се фатени на дело. Немаат одговор, немаат аргументи. Па токму затоа ги затвараат вратите пред камерите и пред јавноста. Бегање од одговорност за целокупниот криминал во изминативе 10 години нема да има. Секој што го прекршил законот мора да одговара.